Благодарам, почитувам подпредседателя, почитувани колеги. Многу небулози се наслушавме овдека. Јас па очекував од левица дека ќе излезе сега нејзин пратеник и ќе се извини прво на нивните подржувачи зашто ги лажеше дека ќе спроведува филибастеринг на овие закони. Потоа да ви се извини за тоталното фијаско што го доживеа на филибастерингот од аспект на аргументацијата која што беше изнесена, па дури остана некои 23-4 следачи на левица која што одеше во живо на нивниот Facebook профил, каде што ги гледа за нивна среќа пратениците на ВМРО ДПМН, на власта, кои што аргументирано им ги објаснија сите овие работи кои што овдека лажно се изнесуваат. Зачудувачки пак за мене има две работи. Прво, левица се декларира како левичарска партија, а овдека излегува и го брани приватниот имот и приватната собственост. Законот за експроприација не се менува, тој е ист, како што и до сега, и се однесува на државни органи. Експроприација спроведува државата и државните органи. Приватниот сектор, приватниот капитал, оне кое што вие го зборувате, купува со купопродажен договор. Така што и тука ги помешавте работите. Второ, зборувавте за рудници, иако ова се однесува за јаглен, и идеолошки овдека не напоменавте дека најголем искористувач на своето природно брудно богатство помеѓу топ 5 земјите во светот се Русија и Кина, државите кои што вие како левица ги величат. На крајот, не за левица, затоа што нив ја завршивме дебатава, за граѓаните. Овој закон не се однесува на рудници, не се однесува за сите оние проблематични рудници кои што овдека беа споменати, се однесува исклучиво за јавни предпријатија кои што произведуваат електрична енергија и кои што треба да набават поевтини средства енергенци за да може да ја произведат таа електрична енергија, да не увезуваме од Косово и од Албанија скап јаглен и да имаме скапа електрична енергија, нешто што го правеше претходната влада, туку се овозможува покрај зајакнувањето на процедурите од страна на државата, затоа што се воведува и во делот на контролата за доделување на една концесија одлука од државата, дополнително да може РЕК Битола да дојде до наш поевтин јаглен и граѓаните да имаат поевтина електрична енергија. И на крај да истакнам за нашите следачи кои што не следат вечерва, левица изјави дека РЕК Битола требало да се затвори и над 8.000 битолчани да останат без работа. Не ги интересирало ништо, требало тоа да се грижи Министерството за социјална политика. Благодарам за